Позитивен однос кон себе кога правиме одредени работи кои не водат кон мир и љубов кон себе, кои не потикнуваат на самосвест, самовредност, успех и напредок. Позитивен однос кон себе имаме кога се сакаме себе си преку дела, кога се негуваме духовно и физички, кога ја негуваме љубовта и мудроста во себе, кога духовно растеме и сме морални и етични кон себе и другите. Интелектуално, емоционално и духовно се развиваме. Правиме избори кои не водат кон позитивни навики, ситуации и околности. Кога бираме позитивно обкружување. Кога постигуваме животна цел и непоколебливо итаме кон неа. Кога правиме нешто убаво за себе и за другите. Кога го развиваме личниот и професионалниот развој. Кога се отргнуваме од сите оние фактори кои ни влијаат токсично, цигари, алкохол, наркотични средства, неправилен биоритам на животен стил, сон и така натаму. И кога придонесуваме за општото добро. Позитивен однос кон себе е и практикување на визуализација за идната верзија од себе си. Визуализацијата е будно или свесно сонување за нешто што го посакуваме. Што се случува кај луѓето во секојдневието? Кога подлабоко ќе размислиме, луѓето визуализираат секој ден, несвесно во текот на целиот ден. Тие размислуваат за работи кои им се случиле или ќе се случат. Визуализираат стравови за еднината или прематуваат сцени кои им се случиле во текот на денот, вчера или минатото. Нивните мисли се автоматизирани во подсвесниот дел од умот. Така што човекот се она што несвесно го размислува во текот на денот, всушност тој без да знае несвесно и ненамерно го визуализира. А секоја визуализација преку законот на привлечност носи и привлекува иста таква манифестација како она што го креира човекот во својот ум. Токму овој подоток не води кон свестување на фактот дека нашиот живот кој го живееме сега делумно е наша подсвесна манифестација. Ние визуализираме секој ден. Од моментот кога ќе станеме до моментот кога легнуваме, ние визуализираме. Но разликата е во тоа што ние долги години визуализираме несвесно по автоматизам на умот само затоа што така сме биле научени. Не сме биле научени да живееме свесно, со внимателно одбрани мисли кои позитивно ќе ни служат. Туку научени сме да живееме несвесно, најчесто критични, свртени кон себе и другите. Она што не ограничува за поубав живот е недовербата во себе, лошиот и неорганизиран начин на живот, критицизмот или негативните стрели кои секојдневно ги насочуваме кон себе, другите или општеството. Граденото токсично програмирање од родителите, околината и искуствата низ текот на животот кои придонеле се формира еден таков токсичен софтвер во нашиот ум кој сега ни служи како непријател, а не поддршка. Мора да разбереме дека во животот никој не е поважен од нас самите, и тоа не е себичност, туку напротив, тоа е одговорност кон сопствениот живот да умееме безусловно да се сакаме, да се самопочитуваме, да поставуваме граници и да се себе спознаваме. Секој индивидуално има право да го креира животот онака како што сака, да постави своја идеална животна цел и да ја реализира својата личност во правец на таа цел. Да создаде живот кој посакува да го живее и да не биде спречен од своите минати искуства и воспитување. Луѓето најчесто живеат полни со страв, се поисоветуваат со она што ќе им го пружи судбината, која така напишала да им биде судено, па затоа и се задржуваат на она што им е сервирано, живеејќи несреќно и дисхармонично. Тоа се случува затоа што човекот не осознава што е тоа што сака да го живее или работи, па се задржува на она што ќе му го пласира животот, судбината или она во што верува дека го заслужува. Се прилагодува на другите луѓе, живее туѓи уверувања и останува на работа, во односи или околности во кои е несреќен и неисполнет. За човекот да може да го работи она што го сака, прво треба се спознае, да открие што е тоа што го сака од животот. Најголемиот проблем кај човекот е тоа што тој најчесто знае што не сака, но не знае што сака во и од животот. Нема конкретизирано што е тоа што сака да го работи, каков партнер посакува покрај себе, како да изгледа неговиот простор во домот, колку пари сака да заработува и така натаму. Она што е најважно е свесно да го визуализирате животот кој сакате да го имате на секое поле. Да преземете чекорен која акција за реализација на истиот. А другото да го препуштите на универзумот да ја направи својата магија и да потпомогне во исполнувањето на вашите желби.
Кога денот ќе го исполните со позитивна визуализација за собствената иднина, невозможно е да не напредувате затоа што кога мислите се одредена фреквенција, а емоциите се вибрација кој е резултат на вашите собствени мисли, тогаш и вашиот живот ќе се движи на таа скална фреквенција. Со позитивни мисли и убави емоции ние привлекуваме позитивни околности и луѓе, а при тоа побрзо се движат и работите за да се доближуваме кон животот кој го посакуваме. Од друга страна, кога имаме отпор и негативност, ние вибрираме на ниска фреквенција. И универзумот ни го потврдува истото преку законот на привлекување. На тој начин постојано ќе се креира или случува нешто што ќе ни го потврдува негативниот впечаток затоа што така вибрираме. Споделете и помогнете на друг. Оваа платформа е платформа за будење на свеста за сите области од животот и подобрување на благосостојбата на духот кај човекот. Доколку се пронајавте тука, станете поддршка на овој YouTube канал на тој начин што ќе се претплатите на него со притискање на копчето за следење subscribe.